Пред еден месец известивме дека соседна Србија го користи кодот НМК на патните знаци кон земјава, иако според договорот од Преспа треба да стои МК. Веруваме дека соседна Србија, со која негуваме одлични билатерални односи, ќе постапи по нашето барање, односно ќе ја коригира вертикалната сигнализација и ќе го постави коректниот меѓународен код за Република Северна Македонија, МК, односно МКД, и тоа час поскоро. Сега од соседството погледот го насочивме кон сопствениот двор. Наместо да важат договорените меѓународни кодови МК и МКД, пропусти најдовме и кај производите кои се наоѓаат на македонските полици. Кој наблюдува и кој е одговорен за правилно користење на меѓународните кодови по дома? И тие луѓе што читаат декларации на производите најчесто го прават тоа за да го проверат рокот на траење или составот на производот. Нас сепак не интересираше кодот на декларацијата за земјава. Најголемиот дел од декларациите беа правилно означени со МК или МКД. Но на некои производи не идовме на Н.МК или на МК. Како на оваа хартија за бришење раце, овој густ сок, ова маслиново масло, читател ни испрати и погрешна декларација на вреќа со гипс. Како е можно среде земјава да има толку видливо прекршување на договорот од Преспа? Патот по одговори го почнавме од институцијата која е надлежна за надзор над пазарот, Државниот пазарен инспекторат. Декларацијата мора да биде комплетна и треба да ги содржи, следниве податоци. Назив на стока, за како производ станува збор, односно име под кое што стоката се става во промет. Понатака имаме состав на стоката, имаме начин на одржување на стоката, начин на употреба на стоката, датум на производство и рок на употреба, име или назив и седиште на производителот, односно на трговецот, доколку ово има свој знак за разликување на стоката, предупредување за можна опасност при употреба на стоката, изјава на производителот за постоење и изменети својства на стоката, изјава за усогласеност на стоката со пропишаните услови издадени од производителот. И никаде не ги спомнавте кратенките на јазикот. Трговецот е должен декларацијата да ја обезбеди на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на територијата на Република Северна Македонија и неговото писмо. Со други зборови, пазарна проверува многу елементи од декларацијата, но не и кодот. Не упатија нашите прашања да ги поставиме до Министерството за економија. Оттаму пак на прашањето за институционална усогласеност во рамки на меѓународните кодови се повикуваат на базичните информации кои еден производ треба да ги содржи од Законот за заштита на потрошувачите во членовите 6 и 38, па потенцираат. Законот за заштита на потрошувачи во надлежност на Министерството за економија не ја уредува употребата на кодови, односно МК и МКД кодот. Само ја пропишува обврската на трговецот за информирање на потрошувачот за производот или услугата што ја нуди. Министерството за економија нема надлежност да го регулира прашањето по однос на користење на кодовите, односно трговците постапуваат согласно насоките кои се дадени официјално за сите. Следната институција која ја побаравме, бидејќи има директна работа со декларациите на производите, беше Агенцијата за храна и ветеринарство. Директорот Николче Бабовски потенцира дека ознаките на производите мора да бидат читливи и јасни за потрошувачите. Меѓутоа и тој вели дека не постои институција која дала какви било директиви или упатства по договорот од Преспа. При постапувањето се водат според правилниците на агенцијата, а за производите со несоодветно означување вели ги третираат како небезбедни. Доколку се појави во било кој маркет или мало продажба производ кој има несоодветен код, кај нас значи во употреба е кодот МК во овај момент. НМК или било кој друг код не е авторизиран, не е одобрен и во тој случај кога производот се наоѓа со неодобрен код или неодобрена декларација, несоодветна декларација, ние како институција тој производ без разлика на неговите карактеристики во дадениот момент го сметаме за небезбеден производ и тој производ одма треба да се отповика и отстрани од промет. Ама еве јас во маркетите најдов производи кои што имаат НМК и Н.МК, Н.МК. Како се нашле тие на полиција? Значи јавно повикувам доколку се најдат такви производи во било која фаза на продажба,
Ги замолувам на бесплатниот телефон или на нашата веб страница info.fva.gov.mk потрошувачите одма да го пријават тој производ. Бидејќи, пак ќе нагласам, тој може да е според своите карактеристики безбеден, меѓутоа чим нема соодветна декларација, одма по нашето законодавство тој производ се смета за небезбеден производ. И се додека не се острани тој недостаток, не се постапи според позитивните законски решенија, значи кодот кој што треба да стои треба да биде МК, бидејќи моментално во употреба е тој код. А како влегол во државата? Ако е увезен? Тоа самите увозници одговараат, значи за тој производ, бидејќи имаме производи кои што директно доаѓаат кај самите производители, во зависност од тоа дали е производ од храната, дали од животинско или од неживотинско потекло, имаме одредени процедури кои што заедно со царина, со Царинската управа на Република Северна Македонија се спроведуваат. Значи, ако производите на чија декларација има код за земјава, поинаков од МК и МКД, треба да се пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство. Се чини дека пријавувањето е оставено само на граѓаните. Но како тие производи воопшто влегле во земјава, прашавме во Царинската управа. Од Царинската управа се прогласија за ненадлежни и не упатија одговори да бараме во Министерството за економија. За подсетување, веќе го пренесовме ставот на ова министерство и тие се ненадлежни. Значи, никој не е надлежен да проверува каков е кодот за земјава на декларациите на производите, ниту при увоз, ниту во малопродажба. Останува на граѓаните да ловат грешки и да пријавуваат во Агенцијата за храна и ветеринарство.